чувство, кога зборуваме веќе за патолошка состојба, односно за одреден клинички ентитет, чувство на постојан немир, напнатост, очекување како нешто лошо дека ќе се случи, вознемиреност, постојано доживување на одредени телесни сензации и кога нема иминентна закана. Доктор Васка, како си? Здраво пак. Добро. А ти како си? Добар сум и јас, малце ненаспан. Неделава ми е малце по така стресна. Па не спиам најдобро и тоа, до душа тоа е проблем со кој што се соочувам цел свој живот. Најчесто премногу останување касно и гледање кошарка или бейсбол. Така што добро сум, ама не наспан. Многу интересно дека најчесто кога немаме време, а многу често немаме време, компензираме со спиење. И е тоа нешто од деструктивните работи или навики кои што можеме да го правиме, особено младите, и особено помладите, кои што се на социјални мрежи и кои што компензираат во смисла на потешко заспиваат навечер, бидејќи самата функција на уредите е да се супримира, она сина светлина што ја лачат, се супримира лачењето на мелатонин и има едно голямо влијание врз периодот на спиење. Патем сонот не е толку наивна работа, туку е не наивна активност, туку е практично најбитното нешто што мораме да го направиме за себе и физиолошки е потребно за да се ресторира функцијата на мозокот, да се исчисти од одредени метаболити кои што се натрупуваат во текот на денот и така да е многу битно. Иако бев помал и дека имам студирано и политички науки, тоа секогаш ме интересирало, најдов изјава или говор на Зоран Џинџич, која се уште беше жив и која политичка кампања кај што збори нема спиење, ќе спиеме кога ќе се пензионираме. Не можеш да станеш светски шампион ако спиеш. Арно, ама што дознав сега со трчање и се спремаме за маратон за некој месец-два, спиењето е дел од тренингот. Кај што ако не спиеш доволно, не можеш да можеш, и ако го немаш тој временски период кај што ќе го одмара телото, кај што нема никаква активност. Не е само телото во прашање и убаво е да има амбиции, или да сме амбициозни и да сакаме да постигнеме многу работи, но комплетно деструктивно е и кон тие амбиции да компензираме со спиење. Затоа што не е спиењето трошење на време, како што се смета, вака, од некои успешни можеби луѓе, на кои што можеби им требало помалку сон, ама не верувам, бидејќи вистинскиот процент на оние луѓе на кои што на вистина има потребен помал временски период за спиење се многу мал процент. Така да на сите ни треба од 7 до 9 часа идеално, 9 часа можеби на некого се многу, но 8 часа сон е нешто што е потребно и кое што практично не може да се компензира во периодот, например, за викенд ќе се наспиам, но за викенд колку можете да спиете повеќе, зависи од условите како живеете и така натака. Ја мислам дека највеќе не знам, во просек спиам 5 до 6 сати и кога ќе спиам малце поеќе, сат, 2 поеќе некои денови, не можам да функционирам барем у првите не знам колку сати од денот и тоа ми е... Тоа штети на умот, значи 5-6 часа се навистина малку, значи си во хроничен дефицит на сон. Така да треба да се коригира, затоа што сега можеби не чувствувате на помлада возраст, ама сепак има влијание во однос на концентрација, во однос на внимание во наредниот ден, во однос на перформанс, на ментален перформанс, когнитивен перформанс, во однос на сите практично когнитивни функции има влијание. И со текот на времето ќе има уште поголемо влијание. Да, ќе збориме после епизода некој совети да ми даде како за подобро да спијам, ама епизода денеска е, кој што кажавме во претходната која што заедно ја снимавме, ќе навлеземе повеќе во одредени теми за кои што не си лаик, туку напротив професионалец. И првата тема, мислам дека една од темите кои што барем у разговори со пријатели, со други луѓе, анксиозноста е
најзастапена кога станува збор за ментално здравје, анксиозност и депресија. И од тука сакав као прва постручна епизода со тебе да начнеме таа тема за анксиозност. Мислам секако нема да имаме време се да опфатиме, ама сакав прва епизода со подетална анализа на делот тие проблеми со кои што или делови од менталното здравје, анксиозност, и сакам да ја почнеме темата разликата помеѓу што е анксиозност и што е стрес. Која е таа разлика помеѓу тие две работи кои што мислам дека неретко, ја како некој што не знае доволно и не е упатен доволно добро, не можам да кажам што е разлика помеѓу тие две работи. Има разлика. Анксиозност е практично нешто со кое што пати голем процент од популацијата на земјината топка. Според различни статистики, многу мали се нели тие разлики во статистички разлики во однос на преваленцата на анксиозност, но од прилика околу можеме да кажеме некаде стигнува до 1/3 кај младите се следат некакви симптоми на анксиозност, односно на анксиозно расстройство, односно тоа е една голема група на повеќе психијатриски ентитети каде што спаѓаат нели генерализирано анксиозно расстройство, панично расстройство, обсесивно-компулсивно расстройство, панично расстройство со или без агорафобија и одредени фобични расстройства и посттравматско стресно расстройство, одредени реакции на стрес и така натака. Верувам дека нема да имаме доволно време нели да навлеземе во секој од тие, но некои од нив се многу почесто застапени, особено кај млади. Во последните години многу е приметен поголем пораст нели на анксиозност и особено на панично расстройство, односно симптоматологија во склоп на тоа панично расстройство. Разлика помеѓу анксиозност и стрес. Практично за да сватиме што е анксиозност е наша нормална реакција кон одредена предпоставена или реална нели закана опасност. Начинот на кој што реагира нашето тело кон одредена опасност. И тоа е начин конструктивен, створен од природата, да речеме од физиологијата, како нешто што ни ја зачувува, ни го зачувува интегритетот на личноста. Ако се вратиме на назад, во она период кога сме живееле, секогаш сакам да го објаснам тој период нели на hunter gatherers или кога сме живееле по пештери така натака, кој преживувал? Дали оној кој што имал можност нели да се спаси себе си, да реагира соодветно кон одредена закана, на пример доаѓа тигар пред пештерата или било каде, или оној кој што практично не знал да ги собере сите оние механизми кои што ни се физиолошки дадени за да изреагира најчесто fight or flight or freeze. Начинот на кој што реагира телото со превземање нели на тој автономен нервен систем, тоа е автономна реакција, значи стресот, одреден стресоген фактор и автономна реакција на нашето тело, кое што наеднаш реагира за да одбегне некаква опасност која што може да биде реална или нереална закана. Но првата реакција ни е да се тргнеме, нели она flight или fight, ако сватиме што е како, што е битно. Тоа може да се случи, на пример, пливате во вода и нели допрете со нога нешто, па наеднаш се потрнете, не знаете што е, дали е медуза или нешто, значи. И отпосле превзема тоа е реакција на најчесто на автономна, несвесна, на амигдалата, но потоа превзема и префронтален кортекс да види дали нели кога ќе се направи проценка практично колку е реална таа опасност, ние правиме рекалкулација, односно окей, нели некоја трева, морска трева, не, без разлика што не е никаква опасност. Но е една физиолошка реакција, значи на телото кон одредена опасност. И тука имаме реакција на автономен нервен систем, која што практично прави одредени телесни сензации да доживуваме, нели, пораст на самиот, да речеме, на број на респирации, забрзано работење на самото срце, пораст на притисок во тој период, кој што има цел да го спреми телото за таа одбранбена реакција, fight or flight. И тука е
активација на одредени нели хормони на стрес, во кои што практично се лачат во поголема доза. И за да се спремиме за бегство. И тука веќе превзема тој автономен нервен систем презема контрола практично врз телото, кој што е неспремно за реакција. За реакција. И е нешто што е практично створено како метод за одбрана, бидејќи оној кој што немал можност за таква реакција, немал можност ни за репродукција, веројатно ќе бидеш изеден или убиен. Да, толку е многу рано во периодот на создавање. На детството. Да. Така да тоа е една реакција. И сега што значи анксиозност? Она што значи анксиозност во патолошки размер, во смисла на чувство, кога зборуваме веќе за патолошка состојба, односно за одреден клинички ентитет, чувство на постојан немир, напнатост, очекување како нешто лошо дека ќе се случи, вознемиреност, постојано доживување на одредени телесни сензации и кога нема иминентна закана. Да. Значи е многу битно тоа. Стресот, односно нашата реакција на стрес доаѓа, ние рекалкулираме и кога ќе сватиме нели во ред се адаптираме кон она што е закана или не е закана и потоа нели ги снемува тие мислам веќе свесноста за дали нешто е закана или не е закана, ја превземе и ја контролира самата она доживување наше, значи се опуштаме во ред. Добре, okay. Значи ова е само трева во вода и окей, ајде сега да се смирам и тогаш повторно доаѓа можеби парасимпатикус во акција. Кај анксиозноста, односно кај анксиозното растројство се случуваат периоди на вознемиреност, напнатост, едно постојано чувство на антиципација на нешто лошо како дека ќе се случи и без некаква претходно, значи кој што не е реактивно на некаква закана. Реално закана. Најчесто е од нигде никаде, иако психотераписки, ако се разгледува секогаш е сигнал на нешто што се случува, но тоа треба се работи најчесто со стручно лице. Може и да нема некаква закана, да речеме на психички план, некаков стрес период, но најчесто се случува да биде како сигнал на нешто што го доживува личноста на психички план. Јас мислам првиот пат кога дојдов и да размислувам и за ментално здравје и да направам некој чекор повеќе за моето ментално здравје од поглед на разговор со некој, беше после неколку недели кои што измеѓу денови ми се случува да сум помеѓу луѓе кои што најчесто ги знам и да срцето ми чука многу засилено, да очекувам нешто лошо да ќе се случи, а ја треба да дојам наред да зборам. А мене никогаш не ми било проблем да зборувам, поготово со луѓе кои што ги познавам, ги знам, секој ден сум и прв пат мислам се почувствував една паника да ме фати, како не знам што да правам, не знам што ќе се случи и после и тогаш почнав, се не знам до кој степен и како се тоа функционира, ама тоа беше прва, баш сега кога објаснува да ми текна на тие моменти, тие беа некои први чекори кога јас сватив, окей, ова е нешто чудно или не е во ред и треба да разговарам со некој за ова. Социјалната анксиозност, особено анксиозност при настапи, е многу често застапена. Многу често се тука во позадина е практично еден страф од некакво понижување, засрамување и така натака. И многу често се случува да одредени лица одбегнуваат било каква јавна презентација или настап, каде што има можност нешто од тоа да доживеат како симптом. Или пак некогаш првичните симптоми да ги одвратат од таков настап или јавно говорење, презентација во поголема или помала група, може да биде меѓу група, меѓу одредени студенти, така натака, и тоа да се доживее така со една прилично изразена манифестација на анксиозност и секоја наредна помисла дека треба повторно да се настапува, практично да ги одвратува од нареден настап. И се случува она што е најчесто реактивно на тоа како одбегнувачко однесување. Односно, секој нареден пат се одложува, се замолува некој друг да го направи тоа и така натака, иако вистинскиот начин на
на третмане, практично преку сваќање што се случува и преку десензитизација кон настапите и преку повторен увид дека тоа во суштина нема ништо што е опасно реално и дека мора личноста да се десензитизира со постепено изложување. Има многу тераписки техники во однос на тоа. И друго нешто што може да е во прашање е социјалната анксиозност, која што се случува да некогаш се одбегнува дружење, особено во поголема група на луѓе, одење на одредени настани каде што ќе има поголема група на луѓе, особено при доживување на таква телесна манифестација, можеби нешто налик на панична атака, каде што имаме јасна вегетативна симптоматологија, суете, препотување, срцебиња и така натака, и страф од да не приметат другите дека нешто мене ми се случува, па ако приметате кој знае колку страшно, како повторно еден страф од некакво понижување. И е нешто што исто е прилично често. Да, мене у тие моменти мене барам, окей, да помине само побрзо, ќе кажам најкратко што може нешто да кажам ако дое на мене ред да зборам и после не знам, ќе видам што ќе правам, ама ми требаше одреден период да зборам воопшто со луѓе за тоа како што ми се случило, а па после тоа ми требаше некој месец-два да се убедам, окей, треба да одам да посетам професионалец, да поразговарам на оваа тема, бидејќи ми се случува повеќе пати и баш за време на COVID, окей, време е да направам некој чекор, некој чекор за и околу тоа и како да се справам со тие некои проблеми. Стигматизацијата на менталното здравје е прилично интензивна кај нас, на нашите простори, многу често се чека. Сега, ти си, Ѓурѓе, од една помлада генерација, за која што се радувам дека веќе се кршат тие табу теми, да речеме, во поглед на менталното здравје, заради тоа што кршењето на тоа значи побрзо одење и побрзо барање на помош. Додека некогаш може да се случува еве месец-два, може да се случува година-две и драгоцено време поминато во стрес и во неквалитетен начин на живот. Впрочем, бидејќи стравот има многу често инхибирачка улога, и јас секогаш кажувам, ништо лошо не спречува дека ќе се случи, но го спречува доброто живење. И одложувањето на барање на помош е исто така еден нешто што треба да го менуваме преку дестигматизација и преку јакнење на свеста на нашите граѓани за менталното здравје. Да, кои освен ова, дали има некои други работи кои што може да произлезат од самото тоа чекање или некојаш и непризнавање дека ние имаме проблем со ова, дека се случува на други луѓе, не на нас. Кои се некои тие реални последици кои што може негативно после тоа да влијаат врз една личност? Анксиозноста, односно симптомите во склоп на одредени анксиозни расстройства, колку и да е нешто што може да се третира, доколку не се третира на време, може ризикот да се влошува. И имаат влијание врз севкупното живење, влијание врз академски перформанс, пример на млади луѓе, влијание врз професионален перформанс на повозрасни луѓе, влијание во фамилиарните односи, влијание во социјалните релации. Не е малку ако некој одбегнува да излезе од дома, затоа што се плаши од некаква анксиозност која што би можела да се случи во некој, пример, мол или некаде во некаков работен простор и така натака, што практично зборуваме за нешто што е што се третира успешно, лесно, помалку или повеќе, но кое што има толку страшни влијанија врз функционирањето на личноста, кој што практично може да го комплетно да го инхибира и да го затвори во еден простор и да не сака да излегува надвор. И сега прашањето до вас е колку е страшно? Много е, поготово кога си млада личност и која треба да го оформуваш. Нема врска млада личност или стара личност. Личноста мора да функционира во секој период од животот, да биде витална дури и староста. Тоа дефинитивно, ама за млада личност мислам дека е па и полошо и понезгодно, бидејќи ти го оформуваш таа личност. И ако ти не се излезеш и запознаеш нови луѓе и секако ако не можеш да без страв да идеш на факултет, како ќе завршиш факултет?
Многу, а секако има и... Преку секаква експозиција, преку решавање на тие микро ситуации, ние стекнуваме самодоверба. Да. Значи, со секое решавање, би рекла, може би, ако размислувам, тој апаратус што го имаме во нас, во смисла на градење, нели, на некој начин како психичко градење на еве да речеме како слично налик на имунолошкиот систем. Имунолошкиот систем учи преку контакт со различни патогени како да се справува вака да речеме нели кон ова треба да задржам и така натака, значи учи во текот на целиот живот. И ние учиме во текот на животот со што и колку нели е опасно и како да се справуваме. Има различни ситуации на опасност, може некој да ни излезе нели да ни се причини нешто во темница, се враќате дома подоцна и така натака, да се исплашите или да се рекалибриране или дали има потреба да избегам. Има реални ситуации на опасност. Има ситуации кои што може да бидат травматизирачки прилично. Ако некој е навистински нападнат од некого, ако има доживеано одредено физичко насилство. Но и тоа зависи од спремноста на личноста како ќе изреагира. За некого ќе биде помала, за некого може да биде многу голема травма. Некој ако има црн појас во карате, може да биде и предизвик. Така да си каже и добро се справив со ова и практично да доведе до поголема самодоверба. Многу е битна спремноста на личноста. Но и секоја ситуација практично не јакне за наредната. Да, па ако си Usain Bolt, немаш проблем со некој ако те нападне, ќе трчаш и ќе избереш. Кои се други некои сега малце повеќе зборувавме за социјалната анксиозност. Како може освен нели у социјален сетинг, у социјални услови, освен таму, како може некој да знае дека има реален проблем со анксиозноста? Нешто што му се случува. Анксиозноста не зависи само од социјалната средина, може да биде потенцирана во одредени ситуации на социјално вклучување, во одредени, не знам, на некои настани и така натака, но може да биде интензивно манифестирана и сама личноста кога е дома. Не зависи само од одредени социјални, да речеме, моменти. Бидејќи кога зборуваме и за една генерализирана анксиозност или за панично расстройство, практично може да биде пеколот и во домашната и во собата каде што живее личноста, кај што функционира во тие 4 ѕида. Ако се плаши од повторен паничен напад, и тоа е страв од страв. Паничната симптоматологија, веќе да објасниме кога спомнувам, ја одликуваат периоди на комплетно интензивен настап на страв, кај што има поврзан со одредена телесна манифестација. На срцебиење интензивно може да биде како чувство на стегање во гради, дури и чувство како на болка, чувство на губиток на воздух и сето тоа пратено како lightheadedness, односно како заматување, да речеме, во главата и така натака, и сето тоа да биде пратено со интензивен страв дека нешто страшно ќе се случи. Страв од срцев удар, страв од гушење. И тоа навистина интензивно, трае од прилика 10 минути, може да трае подолго, но тоа е наплив на хормони на стрес, најчесто нели адреналин, кој што ја права целата таа манифестација. Но што се јавува кога зборуваме дека е панично расстройство? Би било една изолирана панична атака, ова сега што го објаснив. И може да дојде од нигде никаде. Но некогаш може да биде поврзано со некое претходно доживување, например, на вртоглавица или страф, или паднал некој некаде, му се случило нешто слично и сега само мали симптоми на нешто да асоцираат на таков страф и да се повторно да се појави потреба од заштита некаква, односно од reassurance, како се викаше на македонски, сега се збунев, од поддршка, од туѓа поддршка, особено од медицинско лице, и за тоа е честа потребата од одење на ургентен центар, каде што нели ќе се увера дека нема ништо страшно, односно нема срцев удар во прашање, дишењето е слободно и така натака. Кога се јавува меѓу тие панични атаки, стравот од доаѓање на нив и веќе влие врз личноста како функционира на социјален, професионален, академски, фамилиарен план
и се јавува одредено одбегнувачко однесување, не одам повторно тогаш таму ми се случи, сега не сакам дури ни да пројдам со кола од таму, да не ми се случи повторно. Практично зборуваме за една, нели, манифестација на симптоматологија во склоп на панично расстройство, што е прилично често во последните години. Да, не, па и сам по себе знам кога нешто лошо ќе се случи, поготово овакво нешто кај што мислиш дека не знаеш, не можеш како да се справиш со него, најчесто после тоа одбегнуваш да дојдеш пак у таква некоја иста ситуација и прави се да не дојдеш пак до тој степен да си helpless, да не можеш сам на себе да си помогнеш. Затоа е многу битно обраќање кон стручни лица, без разлика дали е нели психолог, психотерапевт, психијатар, за да се свати првиот чекор кон третмана, сваќање со што всушност се соочува. И сваќање колку тоа нешто со кое што се соочувате, колку и да изгледа застрашувачко, практично по интегритетот на личноста, на телесен или на ментален план е нешто што е бенигно по природа. Ја може да инхибира комплетно личноста во севкупно функционирање, но не може нели човек да умре од паничен напад, барем. Така да е битно сваќањето во однос нели да се превземе контрола врз она што се случува и да почнеме кон решавање. Да. Преска на самиот почеток ги спомнавте и ги набројавте кои се анксиозни расстройства ги има и дефинитивно немаме време и најубаво најверојатно би било да поминеме епизоди на секоја една од нив, бидејќи сметам дека има доволно што да се збори за секоја една од нив, ама кои се најзастапени анксиозни расстройства? Анксиозно-депресивно расстройство, кај што практично имаме присуство и на анксиозност придружена со одредена субдепресивна или депресивна симптоматологија, многу често одат едно со друго заедно. Генерализирано анксиозно расстройство, каде што практично личноста доживува во подолг период од денот или од деновите, доживува чувство на анксиозност кој што не е реактивно кон нешто. Панично расстройство и тоа е прилично често. Ова сега што го објаснувавме, обсесивно-компулсивно расстройство кое што е се јавува на млади години, е специфично по манифестација, кај што имаме еден од главните симптоми се појава на одредени обсесивни мисли или интрузивни мисли, наметнувачки мисли, кои што може, но и не мора да водат кон одредени компулсии, односно кон одредено нели компулсивно дејствување. И тоа тука мора прилично психотераписки интензивно да се третира, како и тераписки. Посттравматско стресно расстройство и одредени други нели фобични или со стрес поврзани расстройства. Да. Спомна тераписко и психотераписко. Која е разликата помеѓу тие две? Кога ќе спомнам тераписко и психотераписко, најчесто мислам на фармакотерапија, односно лекарствата. Антидепресивна терапија главно, која што се користи како третман или на овие расстройства, и анксиолитична терапија. Бидејќи многу е битно кога некој ќе дојде во таква тешка ситуација, без разлика да е нели бенигна, да се смири. Значи тој автономен нервен систем е практично преплавен со хормони на стрес и да се смири, особено ако нели трае хронично, бидејќи сите ние имаме повремени стресни ситуации кои што ги доживуваме, но често многу се случува да има и хронични стресори кои што нели може да делуваат и негативно. Тоест не може, туку генерално делуваат негативно. И да се нели смири личноста, да се даде соодветна терапија, психотераписки да се работи онаму каде што има индикација за тоа, нели да се работи за справување и за стварање за побрзо зајакнување на капацитетите на личноста, да нели да се објасни и психоедукативно што значи ова, и психотераписки, бидејќи има многу техники кои што може да се користат за олеснување на оваа состојба. Кои се дел од тие техники? Знам дека ги има многу, ама ако кои се дел од оние најпопуларни или најчесто користени? Во техники нема да навлегувам, ќе кажам дека има можеби повеќе психотераписки модалитети, едно од нив почесто користени се нели cognitive behavioral, правец нели во психотерапија, но и различни други
Од гешталт зависи нели каков изборот на психотерапевт, која е едукацијата и така да има различни техники, но секако дека ова се школи кои што имаат различни своји техники развиено, секако индивидуализиран е пристапот бидејќи се разговара со личноста. И проценува терапевтот што и како ќе може да биде најкорисно или конструктивно за конкретната личност. Дали постои такво нешто како добра или нормална анксиозност? Апсолутно. Веќе спомнавме нели на почетокот дека самата анксиозност е на некој начин реактивен механизам на одбрана кон одредена опасност. И сега ајде едно прашање од мене кон тебе. Кои денови во процесот на пример на учење на еден испит, кои денови најмногу читаш страни? Ја најчесто дента пред или са бајлето пред испит? Дури дента, значи. Добро, јас кога учев, например, последните неколку денови, или една недела, 5, 3 и така натака, и тоа е, например, конструктивна анксиозност. Анксиозност е која што те на некој начин спрема и треба да ја имаме, бидејќи ни прави одредено чувство на мотивација, да нели мораме со нешто да се справиме и не спрема во тој процес. Ако на почетокот на учење на еден испит, нели треба, ајде од испит кон испит, кога ќе правиш шифт, нели побавно е она почетно читање на, 10 страни, 20, 30, веќе пред испит повторуваш многу. Но не е само тоа дека го имаш совладано на некој начин материјалот, туку дека и таа анксиозност практично или трема пред испит, што ја збориме, што ја викаме, практично ти прави порез на нивото на хормоните на стресите, спрема за побрзо и поголема будност, подобро когнитивно нели спревување, подобар, практично повеќе учиш. И повеќе можеш и да научиш. Но е конструктивно до одреден пик. Има, да речеме вака, нели, превртено таква линија. Се додека не стане пренагласена и веќе каде што има инхибирачко дејство кон личноста. Значи, има пик до одредено ниво, но може веќе, ако ја преплави личноста, да има негативно влијание со тоа што нели нема да може да учи ако постојано нели доживува симптоми на стрес, срцебиење, препотување, зависи како и се манифестира нели одење во тоалет и така натака, може да има и негативен ефект. Самата трема пред испит да го блокира, да ја блокира личноста, да не може нели тоа што треба да го изработи. И се во различни нели сегменти можеме да даваме примери, но генерално ако сватиме дека многу е битно и нашата контрола на емоциите, како со разум практично можеме да ја сваќаме средината и опасноста. Бидејќи ако кажеме дека е например, ако би рекле дека анксиозноста е како еден алармен систем кој што треба да не алармира за нешто дека се случува, и да би рекле дека тоа е алармен систем на една куќа, кога треба да алармот да се активира? Кога влегуваш во куќата, например. Кога би влегле некој нели непосакувани во куќата. Дали треба да се активира ако слета гулаб, например, на покривот? Не. Понекогаш имаме хиперреакција на било каква ситуација која што фактички не е закана, но нашиот систем на амигдалата ја смета како закана, како одредена закана и превзема опасности. Многу е битно тука да се рекалибрира, да се свати ова е закана или не е закана. Ако се случи однесување, една манифестација телесна на негативно доживување, на срцебиење, глад за воздух и така натака, се што го доживуваме како страв. И ако се случува потоа одбегнувачко однесување, ние не го учиме тој наш систем да се справува разумно со одредени ситуации. Имаме одредено патолошко однесување веќе на одбегнување на живење во суштина. Бидејќи како ти постојано сметаш дека се нешто е закана, се што правиме прави одредена промена на мозокот. Значи имаме невропластичност. И практично секое наше однесување, размислување и така натака си има одреден
функционален ефект врз работата на мозокот кој што е совршен орган. Да, и поготоа ако постојано се случува и постојано ние не успеваме да реагираме на разумен начин. Тоа е како програмирање. Да. Значи, како ќе се програмираме? Ако од сабајле станете и си кажете, леле, денеска пак, ќе имам, леле, пак може тоа да ми се случи, тоа да ми се случи, тоа да се случи, леле, ова ако се случи и така натака, и ако со еден страв практично тргне денот, и ако во се гледа некаква закана, тоа ќе се доживее. Да, и така и за се, ако не знам. И обратното, да, ако нели си кажете, јас не велам дека нема да се случат тешки ситуации, тешки моменти. Но самодовербата во себе, во начинот на кој што се справуваме со тие животни ситуации, со тек на како да кажам, на растење, на созревање на индивидуата и на сето она што значи животно искуство, стекнуваме самодоверба дека ние можеме да решаваме одредени ситуации. Поготово и ако сме со одредени вештини. Во смисла неите, јас затоа се трудам, нели, лично за моите деца и да препорачувам, например, дека е многу убаво да децата учат одредена вештина на самоодбрана, како например карате. Идеално би било. Зошто? Зашто што едноставно дава и самодоверба, но дава самодоверба дека можеш да се справиш со некако да нападне и во суштина не дава лажна самодоверба бидејќи вистински се учи начинот за справување. Да. И исто така и тоа е со одредени животни ситуации, дека ние само да се молиме тие предизвици да бидат понежни, бидејќи навистина има животни предизвици кои што се многу тешки. Да, але од секојаш тоа што сакам да кажам беше поврзано баш со спорт, бидејќи да, има спортови кои што ќе ги научиш оние одбрамбени механизми, ќе научиш како да се справуваш со таа конкретна ситуација, ама секој еден спорт ќе те научи на многу различни работи. Па добро, ама карате подобро ќе ти помогне отколку фудбал. Сега не е секој спортист. Ама мислам дека кога станува збор за некои реални ситуации како справување со нелагодни ситуации кои што adversity, например, кога се случат. Секакво животно искуство не учи на одредени нели начини, се практично искуство и точно е дека се зајакнува. Но има одредени животни вештини како пливање кој што фактички може да те спаси од давење и како например одредена борбена вештина која што може да спаси од напад од непознато лице. Сега тоа не би можело на одбојка да се научи, извини Ѓорѓи. Не дека не сум поддржувам на секој спорт, но ова веќе е вештина. Не, тоа дефинитивно и е нешто што можеш конкретно да искористиш. Се надеваме никогаш нема да имаш потреба тоа. Ама да, и јас од секој барем за ковид имаше. Нема да навлеземе се во овие тематики, ама имаше од секојаш некоја дебата помеѓу зошто спортистите се толку платени или зошто е важен спортот. Ја од секојаш викав не дека можеби малце сум biased, дека сум во спортот ама за едно дете растејки, спортот е една од најважните работи. Не е нешто што не е храна, не е вода, не е сега би го поценил ли доброто образование? Не, ама мислам дека тоа е унилатерално гледање, дека нели спортот е многу битен, се согласувам. Еднакво како што е, можеби побитно, солидното образование. Образовниот систем мора да биде добар во една земја. Како што мора да биде добар и здравствениот систем. Зашто ние видовме кои се есенцијални работници во периодот на здравствен систем. Јас одев секој ден на работа во периодот на ковид кога многу мина одмараа. И оде исто така војската, полицијата, сите оние служби кои што се есенцијални, затоа не можеме да кажеме дека едно нешто треба. Секој треба да биде соодветно платен, затоа се согласувам бидејќи треба, но да немаме само еднодимензионално гледање, бидејќи образовниот и здравствениот систем можеби се тие кои што ќе направат генерации, дали ќе бидат солидни, ќе имаат солидни капацитети за живење, практично така се менуваат општествените услови. Да, дефинитивно. Јас спортот го давам секогаш како додаток на тие две работи и уште некоја може ќе се пронајде таму, кај што деца ќе ги запознаат првите другари, ќе научат вештини и ќе научат како да се справуваат некојаш со работи кои што
ќе им помогнат за понатака. Дали од тоа како да се справиш со тоа што без разлика колку си добар тренерот нема да те пушти да играш, пошто некој пред тебе треба да игра. Ако тоа се микрофрустрации кои што градат, да. кои што го градат карактерот. Така, токму така. За крај, мислам дека сакам да те прашам која е најчеста заблуда која што луѓето може да имаат и ја имаат за анксиозност? Има повеќе. Едната од нив е, например, при доживување, например, на панична атака, ми е страв да нападнам и да не се тука, или страв од паѓање и практично страв пак од понижување некакво во најавен простор, не одам таму да не паднам. И тоа е толку многу често што практично ние не гледаме луѓе на улица како паѓаат, дури ако се случи на некого да му се случи нешто и да изгуби свест, тоа е онаа што е вазовагална синкопа кога се случува например во одредено жешко време или во затворен загушлив простор или во ред на чекање на банки така натака. Пак е физиолошки на некој начин одбранбен механизам на телото, кој што практично губи ако е веќе жешко и ако имаме една вазодилатација, например на периферни крвни садови, се случува послаб проток на крв во мозокот и послабо протоки на кислород и така да телото се брани со тоа што ќе се хоризонтализира и крвта ќе дојде, кога ќе падне, практично доаѓа од екстремитетите крв во мозокот. Дури и тоа паѓање кое што е некаква синкопа е комплетно бенигно по природа, не е страшно, но тоа не може да се случи во периоди на интензивен стрес, бидејќи тука се случува во периодот на да речеме панична атака, покачување на крвниот притисок. Наспроти овдека кога имаме снижување, кога се случува такво нешто. Тоа е нешто што е вака, да ми текнува, што го објаснувам, кога ќе се свати што е, како се губи стравот од нешто, бидејќи самото сваќање е половина решавање, можеби. И друго нешто исто што е како заблуда ми е страв да не во тој период на интензивно доживување на анксиозност, ми е страв да не полудам. Полудам под наводници, како и да звучи тоа, јас тој збор не сакам да го користам, бидејќи се е некаква симптоматологија конкретно, но и тоа е нешто што е комплетно неточно. Да. И да ја завршиме епизодата, дали има нешто што сме испушиле? Рековме, има многу, ама многу дали има нешто што би сакала за крај да дадеш како еден заклучок Многу работи сигурно сме испуштиле, може на нешто и ми текнува, но ете, ако имате мака, побарајте помош.